Виктор Бужаров е дипломиран актер на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Магистрирал на авторско актерство, играл во повеќе представи во Македонскиот народен театар, во Драмскиот театар, во земјава, надвор од земјава и е денешен мој соговорник и гостин во емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Виктор, ви благодарам што прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна. Како сте? Одлично, прво ви благодарам на поканата. Убаво, после премиерно. Така да малце порелаксирано, меѓутоа задоволно многу. Така, пред само 2 дена бевме и ние гости на вашата представа со колегата Жарко Јовановиќ, а секогаш последни кој што се одигра во Домот на културата Билјана Беличанец овде во Скопската општина Кистелавода. Како помина представата, како сте задоволни од одзивот на публиката, од она кое што го представивте, кое што беше малку поразлично, чинамо се што правите и правите досега? Дефинитивно поразлично, можеби ваков тип на представа не сум правил во Македонија, меѓутоа е нешто што го работам во Прага. Впрочем, тоа е и во одредена мера тоа што беа и моите магистарски студии. Меѓутоа тука со Жарко ја создадовме оваа представа буквално врз база на тие експериментации кои што јас ги изучував таму, ни помогнаа неколку поискусни колеги, имавме резиденцијален престој во Прага заедно, каде што ја работевме и е поразлично, не прати текстот го пишувавме ние. Так. Врз база на импровизации, пак гледавме. Како го прифати публиката тоа? Сега, од моја страна беше дефинитивно прифатено и ја фатија шалата на наша сметка. Меѓутоа и вие бевте таму. Така, беше прекрасно, навистина, сепак нешто поразлично, меѓутоа ве свативме, ви ги свативме шалите и поентите секако. Споменавте Прага, што се случува таму, колку е таму поразлично да се работи од оватло овде кај нас? Ова прашање веќе станува нормална работа. Е поразлично во однос на продукција, во однос на можности, во однос на финансии, меѓутоа се друго е исто. Ако создадеш тим на луѓе кои што сакаат да работат, нема разлика во талент, во посветеност, единствено условите се други. Проблемите се кај нас систематски. И тука е разликата. Прага како град, го повторувам веќе некое време, имат преку 350 театарски простори, така да е многу лесно да најдеш простор да изведуваш, те стимулира да работиш самостојно, не се чека све да ми биде дадено како што некои навики ги имаме стекнато. Тука зборувам за мене лично, па сега кој се препознае во тоа, нека се препознае тоа, што јас можам да го кажеме дека кога пред да заминам од тука да студирам таму, јас бев смешно, ама така, огорчен актер што никој ништо не му дал. Таму те учи животот дека никој не треба ништо да ти даде. Дека се зависи од тебе дали сакаш да работиш и сега ако направиш нешто добро, ќе го земеш аплаузот, ако направиш нешто лошо, ќе земеш критиката. И нема ништо лошо во критика, ниту пак во аплауз. Така, да направиме една паралела, како е денес да се биде млад актер во Македонија, еве, конкретно? Па еве, особено последниве 2 години се враќам се почесто тука, оваа година веќе сум 7 месеци во Македонија. Ако, не знам, го отргнеш некое бреме од тебе, јас се чувствувам денес лесно. Го правам тоа што го сакам, го правам на начин на кој што го сакам. Моментално основавме, не моментално, пред 2 години основавме со македонската писателка и драматург и режисерка Натали Спасова. Го основавме Скоро театар. Моментално сите представи ги работиме преку тој театар во последните 2 години се што продуциравме. Да, тоа ќе беше едно од моето прашање, што значи тоа? Скоро театар? Така. Скоро театар е... И од каде идејата токму за да основате? Видовме дека има одредени... Првично театар беше основан од нас и уште неколку колеги во Прага, каде што го основавме Д театар Прага, каде што работевме и видовме дека одредени финансии се можни да се земат и во Македонија. Буквално наискрено. И видовме дека има можност, плюс за мене лично како актер, да играш на мајчин јазик е нешто многу поразлично од кога да играш на англиски. Англискиот јазик ти дава многу можности, меѓутоа
пак ова е лично, не е универзално нешто што може да се аплицира на секој, меѓутоа за мене е поголема сатисфакцијата кога играм на мајчин јазик. Така. Скоро 7 месеци кажа дека си овде во Македонија, на што тука се фокусираш, на што се работи овде, покрај Еве секогаш последни со Жарко. Ќе стане ли оваа представа традиција, ќе се игра ли? Сакаме многу интересима, добиваме позитивни пораки и на страната на Скоро театар и на нашите лични профили, така да интересот е очигледен, сега се зависи од тие технички работи кај нас како функционираат простор, организација, маркетинг. Меѓутоа, да, би требало во догледно време да ја играме повторно. На што друго се работи овде конкретно во Македонија? Конкретно е поприлично зафатен период за нас во Македонија, затоа што имаме на резиденцијален престој 4 артисти од Соединетите Американски држави, од Јужна Кореја, од Полска и од Перу. Со нив работиме буквално експериментираме да создадеме нова представа. Меѓутоа, паралелно имаме и одредени финансии. Претежно, најголем дел од финансиите се наши лични, од театарот, со кој што сакаме да продуцираме, не сакаме, тоест веќе продуцираме веб серијал и сме поприлично отворени за соработка со било кој што е заинтересиран, заради тоа што во овој момент ние го правиме првиот чекор да создадеме веб серија, меѓутоа за таа да може да оди чекор понапред се потребни многу повеќе финансии од тие со кои што располагаме. Меѓутоа е интересно, буквално од моментов доаѓам тука во студио од снимање таму, така да беше смешно. Предпоставувам постојано се работи, постојано се работи. Тука ќе бидеме неколку месеци и паралелно се работи на повеќе проекти. Така да. Она кое што јас сакам да го прашам и кое што ми е специфично интересно за вас актерите е дали од дете знаеше дека ти ова ќе го правиш, ќе го работиш денес, се гледаш ли како актер? Или буквално што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш? Апсолутно не, јас сакав да бидам кошаркар и тоа е тоа, таму нема. Добро мислам. Никогаш не размислував за актерство до некој мој 17 години. Кој беше тригерот што Моето средно образование е во Корчагин и во Корчагин немало драмска секција, барем не додека јас бев ученик таму во првите 3 години. Професорката Татјана Алексич направи исто познато лице во јавноста. Направи драмска секција, имаше отворен повик за ученици кои што сакаат. Спонтано дојдов таму, направивме представа како студенти, кликна. И Виктор Божаров се пронајде во... Да, после тоа немаше ништо за мене, немаше назад. Тоа не знам, и големо влијание, тоа си го кажам секаде, нема, луѓе викаат, гледај го читав Шекспир, гледај Чехов. Не, јас гледав Френци, кога го гледав тоа, после за мене беше, и токму и тоа доаѓа за ваков буквално луд потек да правиме со многу малку финансии комедија на англиски јазик во Македонија. Така. Затоа што некако тоа беше некој, не знам како да го кажам, инспирација, не можам да го најдам зборот, меѓутоа предизвик. Не само предизвик, кога го гледав Френц буквално колку сум бил 13-14 години, прв пат го гледав и тоа беше тоа за мене. Тоа е животот, така сакав цело време да сум на сет, тоа да го правам и некако пробувам да си ја создадам сам таа шанса и ќе видиме дали ќе успее или не, ама во секој случај многу интересно. Во смерот авторско актерство магистрираш, го поврзуваш со ова што го правите со Жарко, како? Што подразбира авторско актерство? Представата со Жарко е инспирирана од одредени принципи кои што се користат таму, меѓутоа не пратиме во целост што таму се изучува. Тоа е некој нов смер? Тоа е смер развиен во 60-тите од чешки театролог Иван Вискочил, каде што е за мали форми на театар, каде што буквално го стимулира актерот да биде целосен артист, да биде писател, да биде режисер, да биде драматург. Така. И тоа што е поразлично од другите тука го користам како експериментација зборот, за да избегнам позбунувачки термини како што е диалошко актерство. Во суштина што е основата на тој смер излегуваш во простор и
мораш да зборуваш. Без разлика колку ти е незгодно, ти мораш да зборуваш. И мораш да ги кажеш работите што ти доаѓаат први на памет. Не смее да има филтер. И буквално низ такви експериментации доаѓа до многу оригинални, ама не толку до оригинални идеи, затоа што нема нешто општо оригинално, меѓутоа оригинални идеи за тебе. Што точно ти си сакал да кажеш, што точно ти си, како ти ги догледуваш работите и некако ти ги брише тие социјални филтри кои што не сме, сега правиме комедија мора да биде ваква, со ова не смееме да се шалиме, ова е вака. Не, ако ти дошло таму како идеја, тогаш што е тоа што сакаш да го кажеш и не смееш да Така. Да Еве се сопреш. Жаре е насочен и кон стендапот, колку тоа помага во Помага затоа што ги спојувавме тие два светови, заради тоа што затоа викам не го правевме во целост, не ја правевме во целост представата по тие принципи, заради тоа што земавме што е моето искуство, што луѓе со повеќе искуство и од мене може да ни помогнат, меѓутоа го земавме и на Жарко искуството од стендап комедија. И пробавме да ги споиме тие два светови на начинот на кој што го видовте вие пред 2 дена и се надевам ќе дека го видат ќе имаат шанса така и нашите некој од гледачи. вашите гледачи да го видат. Сте работеле неколку представи во МНТ, во Драмски театар. Каде се гледаше Виктор Божаров како актер? Додека нели учеше занает. Па беше интересно, особено на тоа се тие представи што не повикува уште како студенти кога имав шанса да играм и во МНТ и во Драмски. Каде се гледам, искрено немам некој сакам да си го развивам скоро театар, сакам да работиме, да експериментираме. Во последните 2 години, кога што реков, многу работиме на резиденции, така да сакам да соработувам со луѓе од цел свет и во овие последни 2 години ја имам таа можност и можам да речам дека поприлично ме исполнува тоа што имам можност да донесам артисти од цел свет во Македонија да работат, да ја запознаат нашата култура. Што велат за Македонија артистите од Топли луѓе. светот? Највеќе топли луѓе. Дека сме топли луѓе, дека и исто така и поразлична и дури уметноста кај нас повеќе на страст, повеќе на емоција, за разлика од, не знам, еве Чешка да ја земеме на пример, таму е многу поодмерено све. Меѓутоа тоа е сепак рефлексија на луѓето и на традицијата. Така. И имаме таа шанса да ги комбинираме тие два светови, заради тоа што во моето мислење нема погрешно и лошо, погрешно и точно. Така. Има само различно и кога можеш такви различности да споиш, да работат заедно, излегува нешто ново и оригинално. Можеш ли да издвоиш некој проект, некоја представа досега од сето она кое што се случувало кај тебе, кое што за тебе било навистина предизвик и на кое што си навистина горд? Сега не би можел така да издвојам која ми е подрага или не, ама можам да кажам како предизвик ми беше кога првпат се обидов да корежирам, заедно корежиравме со Натали Спасова представата Dreamcatcher, исто продуцирана од Скоро театар и напишана од Натали Спасова. Заради тоа што имав едукација за режија, меѓутоа е многу поразлично кога ќе собереш поголем тим, кога ќе собереш финансии за до тоа да се развива, поголема одговорност, така да тоа би било одреден предизвик. Имаат ли актерите малку трема на сцена? Па сигурно не знам. Јас секогаш имам, но тоа е позитивно нешто. Јас можам да кажам за себе како актер дека имам трема, ама ако немам трема, тогаш имам страв. Зашто немам трема? Значи нешто мала доза на трема е нешто не е навистина добро, потребна. Така, дали постои некој лик кој што еве не се совпаднал со на кое што ти можеш да го пренесеш на сцената и кое што си го одбил како улога? Па не знам. Не сум од тој аспект, од уметнички аспект не сум одбивал од првично дали имам интерес да работам во тој проект или дали се совпаѓа со моите планови за наредниот период, меѓутоа се може да се најде интерес. Барем јас гледам така на работите, дека Така, за вас актерите ќе кажат дека сте навистина малку поразлични, дека сте посебни, дека живеете во некој ваш свет. Што за тебе представува театарот, Виктор? Па не сум јас многу поетичен со театарот, не знам. Поприлично Еве конкретно што за тебе представува она кое што го пренесуваш на другите? Што сакаш да пренесеш? Во зависност од проектот со Жарко, единствено сакаме да пренесеме позитивна атмосфера, смеа, нема политички карактер, нема буквално и како што ја кажувавме, таа представа за И фали ли на публиката тоа?
Во зависност, има поприлично доста комедија се работи во Македонија, така да не можам ни да проценам дали фали или не. Меѓутоа тоа беше нешто што, да речеме, на мене и на Жарко ни фалеше да го изразиме и тоа и го направивме. Од таму тргна, таа представа тргнува од нас и представата е за апсолутно ништо и како што ни е и најавата. Се смееме ние за представата е вика кога чекајќи го Годо го сретнува 7 актери во потрага по авторот од Пирандело, напишано од К15, буквално така зборуваме за нашата представа, заради тоа што таа е представа буквално апсолутно за ништо. Таа е што ние од нашето обкружување сме нашле како смешно и го истражувавме буквално зашто е тоа смешно, како е смешно, што можеме да направиме. Затоа и оттаму одевме, додека имавме проект кој што го работевме во текот на 2023 година и се играше оваа пролет 24-та, два пати Мери, што е исто така по текст на Натали Спасова од книга која што сега ќе излезе, правено по расказ од таа книга. Тоа беше представа за семејно насилство и според мене може еден од подобрите проекти што сме го сработиле, меѓутоа за жал јас би рекол дека не најде на толку не најде. Едноставно луѓето го живеат тоа и не сакаат да го гледаат повторно во театар, што е не можам да го проценам, не сум до толку, меѓутоа може би пак овде е сентименталност. Не би знал. Буквално сега не е ни битно да се именуваат ни градови. Таа ја шетавме на секаде, меѓутоа што сема се со не ајде дај да не насмееш нешто. Буквално до тоа е луѓе кои што купиле врата, кога дознаваат на која тема е, се повлекуваат. А тоа е тема која што е поприлично битна, би рекол, кај нас. Така, што треба да се чуе. Не само што треба да се чуе, заради тоа што таа представа беше правена врз база на статистики од Македонија и наше лично истражување со жртви од семејно насилство и директно, многу лесно ние некогаш знаеме да земеме готов текст што се правило, не знам, во Германија или во Данска и некоја што и да не резонира, меѓутоа оваа представа беше апсолутно правена врз база на истражување во Македонија, да ги адресира и тангира буквално проблемите кои што ние ги имаме. Меѓутоа најверојатно ги имаме проблемите заради тоа што немаме трпение да слушнеме критика за нас. Да, и најверојатно публиката можеби преку театрот сака да избега од реалноста и од проблемите со кои што се соочува истата. Па затоа меѓутоа театрот може да биде и алатка за решение на тие проблеми, така да доколку бегаме и често бегаме, може и нема да може да решиме и така ќе живееме во тој статус кво за секогаш. Така да убаво е да се насмееме како што се смееме со Жарко, меѓутоа убаво е да има и другата страна. Ќе ја шетате ли оваа представа по градовите во Македонија? Секако. Можеби кои се плановите? Конкретни планови немаме, само што ја доживеавме премиерата пред 2 дена, меѓутоа во зависност првично од распоредите на мене и на Жарко, ќе направиме одреден план за турнеја, се спомнуваат повеќето градови, тука исто така морам да споменам за големата поддршка што ни ја дава Марија од Златен Зап. Од Златен Зап ќе се поздравиме овде. Секогаш. Јас Така, Марија е една прекрасна личност која што несебично нам дава поддршка на сите оние кои што нешто творат. Многу неодамна се запознавме и секаде зборуваме на секого. Тоа е така, да имаме повеќе како Марија, ќе бидеме поборо место за живење. Виктор, каква е соработката со другите помлади, повозрастни актери еве во Македонија? До сега сум немал непријатно искуство, искрено. Меѓутоа, нешто што можам да го кажам е дека треба многу отворено да се разговара пред почетокот на проектите, да има луѓе кои што сакаат, што имаат интерес да го работат тоа, што го нудиш да се работи. Не знам, сега зборувам тука од имено некој кој што го работи зборувам од имено скоро театар, така да било секогаш работи да се многу полесни, ако убаво отворено сте разговарале како тим, да имате заедничка визија што сакате од проектот и да актерите и целиот тим, не само актери, сака да го работи тоа што е проектот,
воспротива од кога тимот не секој во тимот сака. Тогаш е многу потешко. Меѓутоа тоа е тоа. Од таму би ја одделил разликата. Така, што е следно на агендата? Прага, Македонија, што ќе се работи? Кои се следните проекти? Моментално целиот фокус и целото внимание е на тој веб серијал, за кој што се работи, можам да кажем и неколку збора повеќе, не знам колку можам повеќе да кажам, ама ајде. Не пробаме. Идејата е дека се работи за фабрика за лажни вести, која што би се наоѓа во Македонија и која што зима таленти од целиот свет да пишуваат лажни вести од тука. И е комично, е луѓе кои што се карактери кои што се доаѓаат од секаде заглавени во животот, да мора да работат во село во Македонија да пишуваат лажни вести. И е одредена критика на времето кое што денес го живееме, би тоа поприлично хумористично, не влагаме повторно во некакви си не знам, тешки политички глупости и такви работи. Буквално е сега ми текна македонски зборувам light-hearted комеди за буквално работи кои што ги гледаме во општеството и кои што се теми на нашата денешница. Како е предвидено, до кога ќе се работи и кога Тоа се работи до јануари тука, имаме финансии за да снимиме околу 5, не околу, имаме финансии да снимиме 5 епизоди, имаме план како тоа може да се развива. Тие епизоди ќе бидат снимени, дистрибуција се уште не е решена, чекаме да видиме можност дали има интерес од некого со продуктот кој што го работиме и има план како тоа може да се развива на многу повеќе од 5 кратки епизоди. Така да не знам, отворен повик ако некој е заинтересиран, слободно може да ме контактира, да дадеме повеќе информации, што планираме, како планираме, што сме сработиле, така, за да тоа може да се развива во нешто многу поголемо. Сега за сега е поприлично експериментален, независен проект. Така. Што прават актерите во слободното време? Како Виктор Божаров ги полни своите батерии? Глуми ли по дома? По дома не глуми. Ама јас се зборувам искрено. Јас не се живея скроз од независен театар. Јас работам и втора работа паралелно. Така да тоа време што го споменуваш за одмор за мене е најчесто времето за театар, а она работното време од до 4 до 5 часот, тогаш одам на работа. Аха, така. Добро. А слободното време? Какво слободно време? Добро, сигурно некако ги полните батериите, прошетка во природа, не знам, спорт. Спорт, сакам да играм кошарка, меѓутоа веќе на 30 години послабо има луѓе за да се организира кошарка да се игра. Тоа дефинитивно. Најчесто, не знам, особено кога сум во Македонија е да се видам со луѓе. 5 години сум бил надвор, така да е убаво ќе беше сега да ви одговорев, идам по планина, се шетам полна батерија, ама тоа е кафич, кафана, ресторан, да се видиш со сите луѓе, затоа што и без разлика што јас тука оваа година бев 6 месеци, тоа беа сите работни, така да не. Убаво ли е Скопје за работа овде? Убаво е, немам јас, со Скопје си е мој град, јас сум тука роден, си го сакам секојаш. Да, баш поради тоа и прашувам. Имам ја на Скопје многу замерки, ама не. Да, еве пред 5 години, сега Нема разлика, не, све е исто. Апсолутно све е исто, ни напред, ни назад. Статус кво. Тоа е замерката. Не можам да речам дека сум видел некаква разлика во Скопје. Се градеше, тогаш се гради сега. Не знам. Стварно не можам да видам разлика. Особено од позиција на уметност, исто така. Живее ли Скопје во духот на уметноста? Неблагодарно е да речам не, затоа што јас живеам од тоа. Меѓутоа можам да направам споредба со тоа што се случува во Прага, како единствен друг град каде што сум живеел. Имаме помалку навика за уметност и култура отколку другите. Меѓутоа се работи за навика, а навиката се стекнува со време. Го кажав и пред неколку дена. Ќе ја стекнем, има време. Се согласувам и тоа не е негативна работа, тоа е на нашата генерација. Не знам како е Прага, со тие 350 театри што ги споменав. Они имаат континуирана театарска традиција од почетокот на 19 век во најмала рака.
за жал ние имаме поразлична историја како држава и како култура, да ние државноста ја добиеме пред 70 години, така да нормално е да нашите навики се помалку развиени. Меѓутоа, тоа е би требало да биде не нешто што го зборуваме во негативен контекст, туку да биде мотив за уметници и артисти кои што творат денес да ги создаваме тие навики, да гледаме каде сме грешеле. И не сме дека сме грешеле, едноставно како да ги создадеме, тие имаше буквално и статија која што буквално ја читав оваа пролет во Прага, каде што младите до 30 години во Прага барем 2 пати во неделата одат на театарска представа или на музички настан. Каде што музичките настани не е да се авторски музички настан на локални бендови или бендови кои што доаѓаат. И дека не е доволна занимација само да го испиеш кафето и пивото. Пред кафето мора да се случи нешто, пред пивото мора да се случи нешто. И тоа се навики кои што се градат. Ние такви навики ги немаме. Може би немаме ни... Еве со надежда дека ќе... Не, тоа не оди од... Тоа е колективна работа на сите нас кои што работиме и немам решение како, меѓутоа е нешто што дефинитивно е многу очигледно. Меѓутоа не сме да се престане, еве да се работи, да се... Баш напротив, тоа е и мотивација и... Така, секако. И некако е многу повредно кога, барем за мене, зборувам исклучително лично, ми е многу повредно кога ќе го направам проектот во Македонија, отколку кога ќе направам проект надвор. Убаво е да се чуе. Тоа е така, меѓутоа некогаш предизвиците се многу поголеми во Македонија отколку таму. Таму ако некој ти рече светлото ќе биде наместено во 13 часот и 15 минути, во 13 часот и 14 минути светлото е наместено и нема таму апсолутно никакво ама. Така. Кај нас тоа... Во 13:15 нема да има никој за светлото. Да, баш така. Да се насмееме. Виктор, овде ќе го привршуваме нашиот разговор, нашето интервју. При самиот крај јас сакам да ти поделам еден вредносен ваучер од 500 денари од моите пријатели Smart Service. Тоа е еден салон за поправка и продажба на мобилни телефони кој што се наоѓа овде во трговскиот во Лисича. Можеш да си го искористиш ваучерот за некоја маска, фолија за твојот мобилен телефон или што и да сакаш за 500 денари. Ова е за тебе, повели. Со здраве си го користиш. Овде ќе си ги поздравам Smart Service и јас. Ќе ти се заблагодарам што беше мој денешен гостин. Јас си поминав прекрасно. Отворивме убави теми, се подруживме. Ќе ве следиме, еве конкретно со Жарко, ќе посакаме и другите да го видат она кое што сте го работеле изминатиот период. Ќе ги следиме и другите ваши проекти. Посакувам многу успех, посакувам многу нови проекти и само напред да менуваме навики. Фала многу на поканата, на убавиот разговор кој што го имавме и се надевам дека ќе биде интересен дека беше интересен за гледачите. Така е, почитувани гледачи, и вам ви благодариме што со внимание го проследивте и ова издание од своја страна. Овде ќе ве поздравам и се гледаме за една седмица од сега.